Лошо заврши потрагата по 3-годишниот чинар Сулејманов во Штип. Детето Денес е пронајдено мртво на само 1 километар од дома во близина на струмина чешма. Мртвото тело на синот први го виделе неговиот татко и двајца роднини кои биле најупорни во потрагата. Палтото го најдеме. Кога го најдеме палтото, беме активни тука. Очекуваме нешто да откриеме, да најдеме. Кога после на едно 15-20 метра најдеме го дето поклопено со лицето и со стомао. Мртво. Родителот кога потрча кај мене падна и освести се. Мислам у кома беше родител. Ја го освестува, тргнаме, не сме го фаќале детето. И инспектори дојде, там и мене ми донесеа дома и не знам после што биде што не биде. Сега носеа го во болница. Друго не знам ништо. Он само не може дури таму да оде. Како ќе оде само дури таму? Може некој да го е фанал да го однесе натака и оставиле се го таму. Таму се го оставили, дето одладнули и од глад ли е, почина таму. 3 дена не е ни јадело, ни пило, ни ништо. Сулејманови се родители на 6 деца. Оние кои веќе разбираат смртта на братот, не можат да ја прифатат. Плакам, не можам без брат ми да оставам. Ја не можам да оставам без него. Местото каде што е пронајдено телото е исклучително непристапно и прашање е како дете од 3 години стигнало таму. Околностите треба да ги утврди полицијата која цел ден денес вршеше увид. Предпоставки има многу од тоа дека детето залутало и паднало само до тоа дека таму е донесено и оставено од некој друг. Според најблиските на телото на детето имало траги од укасување од животни, па не е исклучено тоа да било нападнато од волци или чакали. Конечниот одговор за причините на смртта треба да ги даде обдукцијата, а резултатите се очекуваат за утре.